Денеска православната црква ги празнува светите маченици Прокло и Иларий, светата Вероника и светите маченици Теодор и Јован. Светите маченици Прокло и Иларий. Овие маченици биле родени во Калипт во Азија, а Прокло му бил стрико на Иларий. Пострадале во времето на Трајан. Откаков род си, го прашал судијата Прокло. Прокло одговорил: родот му е Христос и надеж моја е мојот Бог. Кога судијата му се заканил со маки, Прокло рекол: кога вие се плашите да ја прекршите царската заповед за да не паднете во краткотрајни маки, колку пак ние христијаните се плашиме да не ја престапиме Божјата заповед за да не паднеме во вечни маки. Кога го мачеле Прокло, пристапил Иларий и му рекол на судијата: и јас сум христијанин. По многу мачење, двајцата биле осудени на смрт и тоа. Прокло го распнале на крст, а на Иларий му ја одсекле главата со меч. И си отишле двајцата во радоста на својот Господар. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи,
Светата Вероника. Тоа е онаа крвоточна жена која Господ ја исцелил. Од благодарност кон Бога, својот исцелител, Вероника порачала да и се направи статуа на Господа Исуса пред која таа се молела на Бога. Според преданието, таа статуа била сочувана се до времето на царот Јулијан Отстапник, која претворил во статуа на идолот Зевс. Ова е еден од најретките случаи светителски статуи да се употребуваат во Источната црква. Како што е познато, тоа подоцна станало општ обичај на западните цркви. Светата Вероника останала предана на верата Христова до смртта и мирно се упокоила. Светите маченици Теодор и Јован, татко и син, по потекло беријази кои се крстиле па се доселиле во незнабожниот град Киев да живеат. Разлутените незнабожци ја разурнале куќата над нив, та двајцата загинале за Христа. Нивните мошти почиваат во Антониевите пештери. На нив најмногу се молат бездетните луѓе и оние родители на кои не им траат децата. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Благослови.